Јас би сакал само да се помолам за ситуацијата во Македонија. Знам дека има доста ова со коронавирусот малку се излива од контрола. Не знаеме какво ќе биде следниот период, така да јас сакам да се молиме за сите нас. Може би некој низ нешто лично поминува, низ некои своји битки поминува. Ќе се молиме за тоа да го во оваа минута две што ќе се молиме за ситуацијата во Македонија. Молете се и вие, придружете се или во себе или дури на глас. Jednostavno молете се и за Македонија, но ако поминувате низ нешто, во заеднички глас да пристапиме во молитва кон Бог да ни помогне да поминеме низ тие битки, какви да се тие битки. Татко мој небесен, ти гледаш се, ти знаеш се, Господи. Боже мој, Господе, во овакви моменти знаеме дека единственото место за прибежиште си ти, Господи, Боже мој. Нема кај да одиме. Како што апостол Петар кажа, кај ќе одиме, само кај Тебе има зборови на живот вечен. Само кај Тебе има живот, Господи. Затоа, Господи, сега те молам за милост. Татко мој, без разлика што секој од нас поединечно мисли за владата, за мерките, за што и да е, Господи, Боже мој, сега те молам да ти ни помогнеш да видиме над сите тие работи, да ги видиме луѓето кои страдаат, да ги видиме болните, да ги видиме оние кои се во потреба, Боже мој. И Господе, ние да служиме на Твојата мисија, Господе, тоа е да те сакаме Тебе и да го сакаме ближниот како самиот себе си. Господе, те молам да ти донесеш спасение, затоа што спасението доаѓа само од Тебе, Господи. Јас те молам, Господи, за секој поединечно кој седи тука, за битките со кои се соочува, Боже мој. Јас го принесувам пред Тебе и го оставам во Твоите раце, Господи. Боже мој, те молам, смилувај се. Смилувај се, татко мој, затоа што нема кај да одиме на друго место и не сакаме да одиме на друго место. Помогни ни, Господи. Сео тоа го бараме во Твоите име, Господи. Амен. Амен. За денеска сакам да прочитам еден текст од Јован 4 глава, 1 до 26 стих. Многу познат текст, ќе видите за што се работи. Значи Јован 4 глава, 1 до 26 стих. Вели вака. Кога разбра Исус дека фарисеите чуле дека тој придобива повеќе ученици отколку Јован и крштеваше, макар што самиот Исус не крштеваше, туку учениците негови, ја напушти Јудеја и отиде пак во Галилеја. Требаше да мине преку Самарија. Така дојде во самаријанскиот град наречен Сихар, близу до земјиштето што му го даде Јаков на својот син Јосиф. Таму беше изворот на Јаков, или бунарот на Јаков. И Исус, изморен од патот, седна покрај изворот, а беше околу 6 час. Дојде една жена од Самарија за да полни вода. Исус и рече, дај ми да пијам. А учениците негови беа отишле во градот да купат храна. Жената самаријанка му рече, како ти, јудеец, бараш од мене жена самаријанка да пиеш? Зашто јудејците со самаријаните не се мешаат. Исус ја одговори и рече, кога би го знаела дарот Божи и кој е оно што ти вели дај ми да пијам, ти самата би побарала од него и тој би ти дал жива вода. Жената му рече, Господи, ти нема со што да нацрпеш, а кладенецот е длабок. Од каде пак има жива вода? Зар си ти поголем од нашиот татко Јаков, кој ни го даде овој кладенец? И самиот тој пиеше од него и синовите негови и добитокот негов. Исус одговори и рече, секој што пие од ова вода пак ќе ожедни, а кој пие од водата што ќе му ја дадам јас, нема никогаш да ожедни. Таа во него ќе стане изворна вода што ќе тече во живот вечен. Жената му рече, Господи, дај ми таква вода за да не ожеднувам, ниту да идам овде за полнење. Исус и рече, оди, повикај го твојот маж и дојди тука. Жената одговори му рече, нема маж. Исус и рече, право кажа дека немаш маж, зашто 5 мажи си имала и овој што го имаш сега не ти е маж. Право рече. Жената му одговори, Господи, гледам дека си ти пророк. Нашите татковци се поклонува на оваа планина, а вие велите дека во Јерусалим е местото каде што треба да се поклонуваме. Исус и рече, жено, верувај ми дека доаѓа време кога ни на оваа планина, ниту во Јерусалим, не ќе се поклонувате на Отецот.
Вие му се поклонувате на она што не го знаете, а ние се поклонуваме на она што го знаеме, зашто спасението е од јудејците. Но иде време, веќе дошло, кога вистинските поклоници ќе му се поклонуваат на Отецот со дух и вистина, зашто Отецот сака такви да бидат оние кои му се поклонуваат. Бог е дух и оние што му се поклонуваат треба да се поклонуваат со дух и со вистина. Жената му рече: знам дека ќе дојде Месија, наречен Христос. Кога ќе дојде, тој се ќе ни каже. А Исус си рече: јас сум кој зборува со тебе. Амен. Изминатава недела беше недела во која се присетувавме традиционално според христијанскиот календар на Исусовото преображение на планината. Ако не се знаеле, тоа е моментот кога Исус ги зима со него Јован, Јаков и Петар, се качуваат на планината, каде Исус се преобразува и тие го гледаат Исус во неговата слава. Она што за учениците во тој момент беше само уште едно Исусово бдење на планината во молитва, бидејќи тоа Исус постојано го правеше, тоа можеме да го читаме во Евангелијата. За нив испадна тоа момент на отворено небо, слушање на Божиот глас и видење која редефинираше нивната вера во Исус Христос. Ти мислејќи дека тоа ќе биде само уште една молитва со Исус некаде таму на планината, се случи нешто неверојатно. Божјото скриено делување често пати ќе не однесе на места каде се случуваат тие, онака како што теолошки викаме, каирос моменти, моменти на специфично Божјо дејствување. И во нашиот контекст тоа понекогаш ќе изгледа многу случајно, ќе изгледа многу успат, но по Божјото провидение нештата ќе ни изгледаат како да целата траекторија не водела токму до тој момент. И тоа всушност е вистината. Тоа се каирос моменти. Средбите кои се трансформирачки, средбите, едни од најзначајните средби кои ќе ги имаме во животот, често пати се средби кои не се наоѓаат на дестинацијата, туку се средби кои ќе ги имаме по патот. Такви средби се едни од најзначајните средби кои ќе ги имаме во животот. Размислете сега за некои од најважните средби кои сте ги имале во животот. Средбите кои биле најтрансформирачки за вас. Каде Господ вас ве среднал во животот? Онаму каде што вие сте намеравали и планирале? Или моменти кои крајно неочекувано дошле во вашиот живот, кога сте биле некаде по пат? Средби од кои најмногу сте примиле. Често пати тие средби ќе бидат непланирани, ненајавени, ќе бидат случајни. А тоа биле средби во кои сте примиле нешто што не може да му се процени вредноста, колку е тоа вредно. Често пати средбите со Бог се такви. Денеска ја читав познатата приказна за Самаријанката и моментот кога Исус ја среќава таа жена на кладенецот. На местото каде што историски е многу важно за Израел. Приказна која се споделува со генерации. Не само во Израел, во Самарија. Жената на кладенецот не беше дестинацијата, туку нешто што се случи попат. Барем тоа е нашата перцепција. Барем тоа била перцепцијата дури и на Јован, оној кој го пишува тоа Евангелие. Тој сметаше дека дестинацијата била Галилеја. Од Ерусалим тие требаше да одат во Галилеја. Застанале попат на кладенецот, каде треба да се одморат, да си каснат нешто, да се напијат вода, и таму се случува средба. Таму се случува еден каирос момент, која менува целата траекторија. И сега во овој момент за жената, за незиниот град, за апостолите, за Исус. Но и понатака верувам дека Исус сега сади нешто кое од после, дури во дела апостолски ќе читаме дека неговите апостоли ќе жнеат после него. Да почнем од почеток. Јован Крстител во тој момент во кој Исус дејствува сега во оваа 4 глава на Јован, во тој момент Јован Крстител бил супер звезда. Мора да признам. Јован бил толку познат, Јован бил
човек кој сите верувале дека се прашувале дали тој е Месијата или не. За Исус се уште не се мислеле. Исус уште бил малце по-непознат. Јован бил супер звезда. Го знаеле сите, го знаеле фарисеите, го знаеле царевите, го знаеле луѓе низ целото Римско царство каде што имала еврејска диаспора. Го знаеле Јован Крстител. Но гледаме овде дека веќе на моменти паѓа тој под сенката на Исус. Вниманието пополека се свртува кон Исус. Онака како што се движи мисијата, повеќе луѓе одат да се крстат кај Исус. Црквата на Исус поише расте, знаете. И тоа што е интересно, во Јовановите Евангелија Јован користи еден термин кој е многу важен за да ја разбереме приказната која Исус или некои настани за да ги разбереме во целост. Јован користи еден концепт кој се вика часот на Исус. Јован го користи концептот на часот. Тогаш кога ќе дојде Исусовиот час. Целото внимание Исус одбива да го земе врз себе се додека неговиот час не дојде, додека не се исполни времето. Пример, кога Исус го прави чудото за виното, не знам дали ви текнува на приказната, Марија му вика снема вино. Исус ја прашува, жено, што сакаш од мене? Мојот час не е дојден. После Исус го прави виното. Кога неговите браќа во 7 глава му викат, оди бе во Иерусалим, доаѓа празникот. Оди, неговите браќа уште не веруваат во него. Му викат, оди бе во Иерусалим, направи таму некој чудо, покажи се кој си, да поверуваат цел се до тебе. Исус вика, мојот час не е дојден. Вашиот час е секој час. Мојот час се уште не е дојден. Но веќе во 13 глава гледаме еден текст кога Исус е заедно со апостолите, кога тој веќе почувствува дека неговиот час е дојден. Веќе во 12 глава тој го најавува, вели се исполни часот. Кога сега Синот човечки ќе биде подигнат, ќе биде издигнат и ќе привлече сите кон себе. Апостолите мислеа на престол, ама Исус мислеше на крстот. Тој го препозна часот и знаеше дека тој е неговата последна вечер со своите апостоли. Сега веќе овде рано во 4 глава, кога тој гледа дека неговата популарност расте и вниманието се насочува кон него, знаејќи дека се уште не е дојде неговиот час, тој се повлекува. Што се случува? Од Иерусалим тој се опатува кон Галилеја. Арно ама Исус оди преку Самарија. Знаете ли дека во првиот век евреите не патувале така? Евреите патувале малце покомплицирано. Евреите во првиот век патувале околу Самарија, ама никако преку Самарија. Тие патувале околу Самарија. Тие ги сметале самаријаните за нечисти. И од текстот можеме да видиме дека самаријанката веќе се прашува тука рано во првите зборови Исус така кажа, че како ти, како прво јудеец, маж, зборуваш прва работа со жена, второ со самаријанка. Како е можно тоа? Евреите не сакале да имаат ништо заедничко со самаријаните, затоа имало проблем. Проблемот бил дека ако тука е Ерусалим, например, тука е Галилеја, кај што живееле евреите, Самарија била измеѓу. И сега дојде тоа било кружење пат, огромен пат, немало коли. Тоа било патување од неколку дена. Самаријаните се наоѓаат токму во центарот на нивната територија, така да што и да правиш, мораш цело време да ги заобиколуваш. Како фрустрацијата од римјаните да не е доволна да им бият на нивна територија, пошто самаријаните им фалат сега. Јас би сакал да сопреме сега малце овде. Рано е за примена на целиот текст, но малце се запрашаме, пошто текстот е многу богат. Зали тоа не те подсетува можеби на нешто во твојот живот? Сегаш кога сакаш да живееш чист и угоден, благоугоден Божи живот, стално се појавува некој или нешто, се случува нешто што ќе ти ја поремети целата математика и стално ќе се обидуваш да го заобиколиш сето тоа. Во центарот на твојот живот ќе ти дојде некоја толку иритантна работа што не ти овозможува да живееш чист, свет
живот. Таман ќе си кажеш, од сега натаму ќе бидам добар, и веднаш како по правило се појавува некој или нешто што ќе мора да го кружиш. Идемо дале. Тука Јован веќе ни дава еден важен детал. Местото на кое Исус седнува да се одмори е Јакововиот кладенец. Јаков живее околу 2000 години пред овој настан. Но тој е, значи, кладенецот кој тој го ископал пред 2000 години, се уште го користат и се уште дава вода. И самарјаните и евреите знаеле дека тоа е Јакововиот кладенец. А како што вика текстот бил 6-тиот час. По нашки тоа е пладне. Струмички кажат пука пладнина. Тоа значи дека сонцето е толку силно што не се ни осудуваш да излезеш надвор. Сега баш кога се враќавме од Грција или кога бевме таму, додека патувавме имавме клима. Повеќето автомобили веќе имаат клима. Многу лесно е се патува. Кога се бањавме таму во морето, некаде на пладне, кога сонцето беше најако, на децата им викавме, ајде по чадорот малце на сенка да помине најтоплото, па ќе влезете пак во вода. Можеме само да замислиме по каква жештина патувале Исус и апостолите и колку логика имало да седнат на понарод под сенката и да одморат. Веројатно бил дехидриран. Од текстот гледаме дека бил гладен, апостолите отишле да купат храна. А сега баш доаѓа жена, самаријанка и плуста, и разговара со него. Исус бара вода, ама ако внимавате во текстот, како никако да се напие од таа вода. Исус бара вода и почнува муабетот. Исус е жеден. Никаде во текстот тој не се напива вода. Не знам ни жената дали извадила вода од бунар. Едноставно го има тој набој во текстот. Исус е жеден, гладен, доаѓаат апостолите го молат да јаде, тој не сака да јаде, не сака да пие. Го има тој набој од текстот. Исус е жеден и гладен и сега разговара со жена самаријанка. Кога се наоѓаш на незгодно место, гладен, дехидриран, мене многу малку ми фали за жута минута. Зали сте биле. Едноставно, трпението ви е на минимум. Во текстот, не само што Исус се наоѓа во Самарија, па е гладен и жеден, а сега слушај приказна која длабоко го предизвикува неговиот идентитет. Затоа што таа жена Јаков го нарекува нашиот татко Јаков. Чекај малце. Или беше тоа израелскиот татко Јаков, а сега тоа е самаријанскиот татко Јаков. Одгоре на се и никога се напија од водата, веќе барем тој проблем да го реши. Знаете, во текстот Исус немаше апсолутно никаква логична причина за муабет со жената, а камоли да ја понуди жива вода. Во текстот гледаме дека Исус бара вода, тој не ја добива, барем во текстот не кажа дека не, можеби се напил вода, сега да кажем, еви да не преюдицирам нешто, но не се напил, во текстот не се напива вода, не само што жената заборава да му даде вода, почнава муабет со него, Исус и нуди жива вода на таа жена. Во овој момент ќе дојме до тие некои базични работи во животот. Базични работи, знаете ли каде? Дури и во црквата, во овие редови. Базични работи за пријателството, со односите со нашите пријатели кои се во Америка, каде и да се. Баш со Фани го зборев тој мој последните месеци и пол. Бог е единствената причина, единствената поврзна точка. Тој е единствениот мотив. Тој е љубовта за сето примање и давање за било кој однос во оваа црква или во црквата во светот. Бог е единствената причина. Нема друга причина. Бог е единствената причина. Тој е основата на довербата. Тој е оној кој ги урива зидовите и тој е оној кој ги гради мостовите помеѓу луѓето во неговата заедница. Бог е единствената причина, нема друга причина. Односите во црквата во целост зависат од Бог.
Ако мислиме дека ние овде имаме доволен капацитет да се шармираме и да се допаѓаме, искрено ви кажам, се подпираме на извори кои многу брзо пресушуваат. Бог мора да биде единствениот извор. Тоа е причината за апсолутно се. Жената вика, ова е кладенецот на нашиот татко Јаков. Знаете, израелците има многу моменти од нивната историја во која тие можеа да кажат дека се исклучително важни моменти за нивниот идентитет. Но тоа што Израел беше како народ, по форма, можеше да се препознае во еден и единствен историски контекст, а тој е историскиот контекст на Јаков и неговите синови. Израел беа 12 племиња заради синовите кои ги имаше Јаков. Форматот на 12 племиња зависи од тоа, датира од тогаш. Дури самото име Израел беше име кое му беше дадено на Јаков кога тој се бореше со Божиот ангел. Бог му вика, од сега натаму нема да се викаш Јаков, ќе се викаш Израел. А сега, ова жена самаријанка се осмелува да каже дека Јаков е нивниот татко и дека тие се оние кои пијат од неговиот бунар. Ние сме тие кои пиеме од неговиот бунар. Знаете, сегаш кога читам вести за дебатите на историската комисија, мешовите комисија помеѓу Македонија и Бугарија, не знам дали пратите вести, сегаш нешто ме жулја, мора да признавам. Онака, ме корне од внатре затоа што разговараат за теми кои од дете сум ги учел и сум ги знаел и сум ги прифатил како некоја траекторија за мојот идентитет, за тоа кој сум јас, историски, личност. Океј, ние сите го имаме тоа небеско, како да кажем, ако си дете Божјо, го имаш тоа небеско граѓанство, така да во контекста тоа се живо овде на оваа земја е релативно. Но се уште сме ние на земјата, се уште ние имаме некакви корени, некои идентитетски работи кои ни значат и кои се важни. Секогаш кога читам некои такви вести ми ствара нервоза, затоа што цел живот нешто сум учел и сум верувал идентитетски за себе, а сега се до тоа нешто се редефинира или се дообјаснува или што и да се прави со тоа. Можеби некој од вас не е толку осетлив како мене, ама јас сум малце. Ама и се обидувам да бидам колку што е можно поотворен и објективен, бидејќи историјата научи дека нештата се многу понедефинирани од колку што нам ни изгледаат, но сепак тоа нешто жуле кога го слушам. Ми смета. А што мислите како Исус се чувствува кога ги слуша овие зборови на самаријанката? Како Исус се чувствува? Мислиме дека Исус бил некое битие кој било над чувствата, над оно? Не. Кога читаме Евангелијата, Исус има чувства, тој реагира, тој е изнервиран понекогаш, тој е разочаран понекогаш, тој е жалостен многу пати. Исус има чувства. Исус знае кој е неговиот идентитет. Тој во приказната не го релативизира сето тоа и каже, сега, све е мое, твое. Не. Тој каже, вие не знаете точно што славите, ние знаеме точно што славиме и така натаму. Не го релативизира тој Исус. Исус слуша дека таа зборува за нивниот татко Јаков, за славење на Јахве, за вистинската планина на која се слави Јахве. Ако има народ во историјата кој се лакта за својата традиција, која чува својата традиција, тој израелскиот народ, најмногу од сите, се лактат и ја чуваат својата традиција. А Исус, слушајќи го сето тоа, тој во вниманието го свртува кон вистинскиот момент, а тоа е сега и овде, овој каирос момент, што се случува. Исус ги остава сите тие работи, не ги релативизира, но ги остава по страна. Затоа што ниту планината е важна, ниту кладенецот важен, кога Јахве, оној заради кого и Јаков и планината се слават, седи покрај тебе и разговара со тебе. Во тој момент станува и планината, и Јаков,
и сите тие обележја кои можеш да ги замислиш, затоа што Јахве седи со тебе и разговара. Не е ниту историјата, ниту местото важно, кога оној кој е извор на се, седи до тебе и разговара со тебе. Тоа е вистинското место и тоа е вистинската историја и ништо друго не е важно. Освен Божјата љубов како основа, па дури и ние да нема нема да имаме никаква причина ова неделно утро да седиме овде на овие столчини. Божјата љубов е таа која не држи заедно. Божјата љубов е таа која не сплотува. Верувам дека секоја недела се случува тој некаков кајрос момент во кој сите ние на сличен начин како и жената на кладенецот имаме средба со оној заради кој постои црквата. Ако не е тоа причината, тогаш црквата не може да постои. Ако недела сабајле не е некаков кајрос момент во кој ние доаѓаме да се сретнеме со живиот Бог и ништо друго не е важно, тогаш црквата не може да постои. Тогаш можеби и мотивите наши не се вистински, не се јасни. Ако црквата го нема тој кајрос момент за средба со живиот Бог, тогаш моите мотиви не се чисти и јасни. И треба да се запрашаме. Доаѓаме да примиме нешто од оној кој е бесконечен. Доаѓаме да примиме. Потоа одиме во светот да дадеме од живота вода која сме ја примиле овде на ова место. Или во моментите, поточно во моментот каде што Господ ни дава. Тоа е црквата. Кога жената веќе прашуваше, чекај се, кое место е ова? Ова е евангелска црква Аеродром или некоја друга црква? Кој е поисправна? Каде е местото каде што Бог се објавува? Исус воведува една нова категорија. Категорија на дух и вистина. Ова Библија е вистинската или другата е? Ова црква е вистинската или другата е? Често пати тоа ќе ме праша. Божите деца ќе бидат препознаени по тоа што ќе го слават Бог во дух и во вистина. По тоа се познаваат Божите деца. Обединувачкиот фактор за Божите деца не е некоја човечка хиерархија или институција, туку е Божјиот дух кој ги носи да пребиваат во вистината. Ако се прашате кој е нашиот обединувачки фактор, и треба да се запрашате. Ако црквата понуди било каков друг обединувачки фактор освен Божјиот дух и вистината, тоа е прашањето колку таа црква е црква. Почнувам од нашата црква. Потоа, Божите деца можеби доаѓаат од различни традиции, позадини, религиозни контексти, но тие заедно пребиваат и слават преку Божјиот дух и неговата вистина. Божите деца своето минато го гледаат единствено преку Божјата иднина за нив. Знаете, често пати кога разговарам со луѓе или со христијани кои се млади во верата, верувам дека секогаш има некој порив или желба да се биде што е можно поблиску до Бог, дури и во времето пред да дојдеш кај Бог. И ќе слушаш приказни, јас од секогаш сум сакал, јас од секогаш сум правил така, јас од секогаш сум бил таков човек и така. Мојот одговор секогаш е, ако ти од секогаш си бил добар човек, тоа што ќе ти е Исус? Ако од секогаш си бил супер, тоа што е поентава со тоа? Секогаш не сум толку груб се надевам. Но Божите деца своето минато мора да го гледаат единствено преку Божјата иднина за нив. Или единствено преку иднината со Бог ние можеме да го помириме нашето минато. Не можеме да отидеме внатре во минатото и сега да почнеме ние да го оправдуваме или да го анализираме и да кажеме што било добро или не било добро. Не можеме. Единствено преку иднината што имаме со Бог, нашето минато има логика, затоа што не донело до средбата со Бог. Не постои друг начин. Тоа што самаријанката го знаеше, беше синкретистичко. Самаријаните има своја Библија, своје уверување, своја традиција, која беше многу слична со еврејската, но не беше иста. Беше синкретистичко верување. Самаријаните има се. Исус сето тоа не го релативизира да каже, вие сте до некаде и ние до некаде. Не. Тој не кажа дека
традицијата и историјата не се важни. Исус не го кажува тоа. Тој кажува дека еврејската приказна е онаа вистинската преку која Месијата треба да дојде. Но дека доаѓа време, и веќе е дојдено, во која оние кои се вистински Божи деца ќе го слават не преку обичаите и традицијата, туку во духот и вистината. Тоа едноставно историјата ја става на место каде што историјата најдобро служи, а тоа место е во историјата. Таму историјата треба и да биде. Не треба да ја мкнеме во сегашноста или да ја проектираме во иднината, историјата мора да остане во историјата, а да го прифатиме тоа што Господ го има ново за нас. Ако Исус тоа можеше да го каже за својата богата еврејска традиција, колку повеќе тоа важи за било која друга традиција. Тоа, драги мои, не значи дека сега проповедам на толпа која не е тука. Малце по-традиционална толпа. Може да кажете, па добро, православната црква има многу традиција, за нив тоа се однесува. Не. Тоа се однесува и за нас. Ако 3 месеци си во црква, ако една година си бил во црква, веќе има некаква традиција во тебе. Ти знаел за тоа или не. Веќе се гради некаква традиција, некаква култура, некаква природа веќе расте во тебе. И лесно може човек од славење на живиот Бог да премине во одржување некаква традиција, во одржување некаква проформа. Многу лесно тоа се случува. Многу неосетно тоа се случува. Да се подпираш веќе на тоа што веќе го знаеш до сега, за твоето познавање, за формата во која славиш и така натаму. И тоа станува традиција. Бог не го оправдува тоа никогаш. Бог е дух, како што е Исус. И тој сака неговите деца да го слават во дух и во вистина. Тоа бара посебна будност од секој еден од нас. Посебна будност. Во ниеден момент не можеш да кажеш јас имам доволно прочитано, имам доволно молено. Јас доволно до сега знам за Бог. Во ниеден момент. Секогаш растеш во верата. Секогаш растеш во верата. Исус открива еден кајрос момент кој ја менува таа историја. Исус го открива потенцијалот на Божјата објава што ќе го опфати цел свет, а не само еден народ, не само една црква, не само една група. Божиот дух и вистина го засегнуваат целиот свет без разлика на историјата и без разлика на традицијата во која некој пораснал. Самаријанката наслушнала за тој момент, за некакво исчекување, за некаков месија. Исус вели, сега е моментот. Јас сум оној кој се очекува. Јас сум Месијата. Овие денови ми поставја многу прашања по врска со вирусот. Имате разни гласови, знаете. Едно дете како да кажем, не знам, ме стави во некоја категорија која не е ни познава, затоа што верувам дека вирусот постои или не знам што, некои такви работи. Јас поставив некои важни прашања во таа дискусија која имав со него. Едам добро, како прво, имаш неколку предпоставки за мене. Првата предпоставка е дека јас поима немам од ништо. Тоа е првата предпоставка. Втора предпоставка е дека јас уопште не се грижам за себе или за моите деца и така натаму. Трета предпоставка е дека ти имаш апсолутната вистина, а јас живеам во лага. Како е можно тоа? Како? На кој начин, од кај ги црпиш тие твои извори, да мислиш дека се апсолутната вистина, затоа што ти го знаеш. Ако црквата треба да научи нешто од својата историја, тоа што го викаше мојот професор, толкувањето кој ние го имаме, апсолутна вистина е она која Бог ни објавува, а тоа е дека тој. Знаете, овие основите кои секој и дете може да ги разбере се следните. Бог постои, јас сум грешен, мене ми треба спасение. Тоа е основната и апсолутна вистина. Затоа не мора многу да се докажуваме. Погледни внатре во твоето срце, погледни на кајањето што го имаш, погледни на копнежот што го имаш, погледни на библискиот текст, погледни на целата објава ќе видиш дека тоа е апсолутна вистина. Ако ќе почнеме да разговараме за вакцините или за некои такви работи, ми мораме да знаеме дека нашето толкување е, што каже мојот професор, provisional. Тоа толкување во моментот може да действува, секогаш мора да имаме задршка.
да видиме што Господ сака да ни зборува за таа работа. Дали тоа е апсолутно или е релативно. Исус во овој момент на жената ја открива јас сум Месијата. За некој од нас и сега е моментот, тој кајрос момент. Може би се наоѓаш во некое бунило, во некоја дилема, во некој проблем. Јас постојано се наоѓам во некоја дилема или во некој бунило или се прашувам постојано. Едноставно размислувам за светот, размислувам за црквата, за верата, за себе размислувам. Постојано се наоѓам во некој таков момент. Постојано се чувствам како жената која се наоѓа на кладенецот. Едноставно не се јасни работиве. Слушнам нешто, ама не ми е јасно баш. Жената на кладенецот доаѓаше од страшно тешка ситуација. Јован потенцира дека жената полни садови со вода на пладне. Тогаш кога и не е време за полнење садови на вода, за вода. Ако размислиме, чека, зошто жената оди на пладне да полни? Тогаш кога никој не излегува, сите се кријат по дома. Тоа Јован сака да ни каже дека жената се криела од толпата, имала некој срам кој го носи во себе си. Се обидува да избегне колку што е можно толпата. Да ги избегне луѓето кои ќе ја сретат, тие со селаните, тие што живеат со неја таму, незините локалци. Има срам која потиснува жената и тој срам првично реагира во моментот кога Исус почнал да изборува. Тогаш одма се открива незиниот срам. Исус почнува да изборува дека чекај, како ти збориш со мене? Ти си маж израелец, јас сум жена самарјанка, што е работа? Но за неа тоа беше кајрос моментот. Кајрос моментот кога таа жена ќе доживеа ослободување и спасение кој толку многу и беше потребно. Тој момент може да биде и денес за мене, за тебе, ако се наоѓаш во било какво бунило. Наставно искористи го тој момент. Момент на кајрос. Тоа што можеме од приказав да го видиме е жената која навидом можеме не можеше ништо ниту да прими, ниту да даде, во овој момент прими од Исус жива вода. И не само што прими, таа отиде каде што беа незините локалци, пријатели и таа даде многу. Таа прими и таа даде. Знаете, има еден принцип кој вели, ако не примиш, не можеш ни да дадеш. Тоа многу зборува за нас кои сме ние како битија. Веднаш што жената прими од Исус жива вода, таа веднаш отиде и даде на сите од незиниот град. И виде каква трансформација се случува. Жената одеше на кладенецот на пладне за да избегне толпа, сега оди во градот, во средината на толпата и разгласува самата за Исус. Што може да се поучиме онака централно од овој текст? Во контекстот на Божјото царство оперира една чудна економија. Примањето и давањето е тема која константно се провлекува низ целата мисија на Исус. Луѓето од Исус примаа зборови на утеха, примаа исцеленија, некој примаа укорување, примаа охрабрување, примаа милост, спасение, храна примаа некој примаа надеж. Исто имаме така луѓе во приказа на Исус кои дадоа 5 леба и 2 риби, го дадоа своето време, својата служба, своите финансии, го дадоа својот гроб за Исус и во продолжение имаме многу луѓе кои го дадоа и својот живот за Исус. Во економијата на Божјото царство, внатре во Божјото царство е многу чудна, многу несоодветна. Мислам дека е многу покомплексна и многу поедноставна во исто време од економијата во која ние живееме во светот. Во контекстот на црквата оперира економија која не може лесно да се објасни. Основата на сета економија во црквата, целата економија во црквата се базира на благодарност. Не е на должност, туку на благодарност. Целата економија во светот се базира на должност. Некој некому должи цело време. Таква е светската економија. Економијата во Царство Божјо
се базира на благодарноста. Благодарноста е основата на која ние примаме и основата на која ние даваме. Ако постои било каков концепт на компензација во односот со Бог и во односот со црквата, ќе мора да разбереме дека не постои компензација која од наша страна ќе го задоволи тоа што сме го примиле. Не постои ресурс внатре во нас кој ќе биде соодветно исто толку вреден колку што ние сме примиле. Мирослав Волф, еден теолог, зборува за благодарноста како вистински одговор за примената Божја благодат. Не затоа што ние ќе можеме да се одолжиме на Бог, затоа што не создал и откупил, туку затоа што не поставува во вистинска позиција на љубов према Бог, према ближниот и према целото сознание. Тој верува дека благодарноста е дури и вид на заповед за Божите деца. Не затоа што тие должат, туку затоа што не поставуваат во вистинскиот контекст да можеме вистински да примаме. Заради благодарноста, ние сме свесни дека многу ни е дадено. Ако не сме, со децата честопати го имам тој муабет. Доротеја доаѓа роден ден и знам дека ќе прими повеќе поклони од Хана. На Хана мора да се објасни дека таа треба да биде благодарна за тоа што го има. Заради благодарноста можеме да видиме Божјата грижа за нас преку многу луѓе и во многу контексти, целосно, незаслужено. Колку Господ се грижи за нас. Без благодарноста не можеме ниту да ја видиме Божјата грижа за нас, ниту ќе бидеме во состојба да дадеме нешто од нас. По неговото провидение, Бог понекогаш ќе не прати на места и во ситуации каде ќе дадеме од Божјиот извор на жива вода на луѓе кои се жедни. Честопати тоа се случува. Жената беше жедна и очајна за жива вода и таа тоа го доби. Тоа што е интересно е дека кога луѓето ќе приметат дека нешто вистинско се случува во тебе, нешто живо живее во тебе, тие сами ќе прашаат и ќе побараат од живата вода. Кажат, има нешто ново, нешто чудно кај тебе, нешто поразлично кај тебе. Понекогаш мислиме дека мисијата и евангелизацијата бара од нас многу зборување. Евангелизацијата, она која е делотворната евангелизација, барем јас така мислам, е она евангелизација која зборовите ги користи само за да објасни, а не за да убеди. Затоа што вистинската евангелизација, вистинската мисија протекува од животот на христијанинот. Животот кој го живееш е најсилната евангелизација. Од тој извор треба да можат да црпат многу луѓе, бидејќи изворот кој е во тебе е всушност извор кој извира од Бог. Нема граница. Се сеќавате дека ви кажав дека каирос моментите честопати се случуваат попат. Така ли беше? Вие некои најзначајни односи, најзначајни моменти во нашиот христијански живот, во нашиот живот се случуваат на моменти кои се на попат. На сличен начин, нашите најблиски партнери ги сретнавме попат, најблиски пријатели ги сретнавме попат. Некои пријатели кои ви ги најави дека ќе дојат Джим и Пем. Тие воопшто не беа нашата дестинација. Нив ги сретнавме попат. Джоел и Хелена, други пријатели. Луѓе кои силно ја поддржуваат мисијата за која Бог не повикал и односи кои се продолжуваат со текот на времето. Се односи кои почнале попат. Такви односи Бог користи за нас. Имам толку многу сведоштва за како Исус ги сретнал тие луѓе и во кои моменти Господ им зборувал нешто за мене. Толку многу работи имам да ви кажам. На многу начини Бог нив ги има искористено да примеме преку нив ресурси од секаков вид, и материјален и духовен, во моменти во кои сме се наоѓале целосно огладнети и жедни за Божјото освежување. Не постоеше нито една друга причина која ќе размислам, освен Божјата љубов која прибива во нас. Така треба да биде и нашиот однос со сите тие луѓе околу нас, на кои да помагаме, со кои да градиме односи. Божјата љубов треба да тече преку нас. Не нашата шармантност, не нашата снаодливост, туку Божјата
љубов која не исцрпна, бидејќи ако пристапиме со било што друго, брзо ќе пресушиме. Бог, ниту јас сум толку убав, ниту добар за да заслужам дарови и љубов, туку затоа што Бог често пати ги праќа своите деца на места на потреба и преку нив тој дава од својата љубов, од изворот кој никогаш нема да пресуши. По Божја благодат и за наша радост, ние служиме на луѓето околу нас. Тоа што ние го нудиме на луѓето и тоа што често го прифаќаме и љубов вид на облика и храна. Знаете, ви кажав, Божјата економија действува чудно во неговото царство. Тоа примање и давање е многу чудно. Не можеме да го разбереме во целост. Но често пати Исус го прави многу едноставно. Тој Исус, Јован Златовски каже, една од тие генијалности на Исус е тоа што може комплексна работа, комплексен животен стил да го каже во една реченица. Например, сакај го ближниот како самиот себе си. Секој може тоа да го разбере. Дали е лесно се спроведе? Во никој случај. Не треба цел живот за тоа да го спроведеме во нашиот живот. Но лесно можеме да го разбереме. Кутија надеж секој месец ќе можеме да ја видиме тука напред изложена. И не подсетува дека во Божјата економија ние константно нешто примаме и даваме врз основа на тоа дека ние сме Божји деца. Не постои друга причина за кутија надеж. Тим Келер, еден пастор, ќе каже вака: Божјата грижа со љубов најчесто доаѓа до нас преку трудот и делата на другите луѓе. Понекогаш може би чекаме од небо да ни падне. Бог ќе се погрижи. Кој кажеме Бог ќе се погрижи, или кога некој во потреба ќе кажеме Бог ќе се погрижи, очекуваме од небо да падне нешто. Тим Келер вика: Божјата грижа со љубов најчесто доаѓа до нас преку трудот и делата на другите луѓе. А јас ќе го поставам тоа во еден обратен контекст. Божјата грижа и љубов најчесто до другите луѓе доаѓа преку трудот и делата кои презливуваат од нас. Од нас. Дојди кај изворот и прими од неговата жива вода, која ќе се прелее и ќе напои многумина околу тебе. Јас и ти не сме изворот. Бог е изворот. Таму е изворот, кој ќе дојдеме кај него и ќе примиме многу, и ќе имаме многу и да дадеме. Ај се молиме. Татко наш небесен, ти благодарам затоа што по твојата благодат, Господе, примивме многу од тебе, Господе. Го примивме животот, го примивме простувањето, ја примивме надежта, Господи. Татко мој, чувај не од самосожалување, чувај не од самоправедност, чувај не од скржавост, чувај не од сите тие работи, Господе, кои прават идоли внатре во нас, во нашите срца. Господе, пристапуваме со благодарност. Благодарни сме за се што ти ни имаш дадено, Господи. И по твоја благодат, Господи, употреби не да можеме тоа благодат и тие дарови да ги споделиме со луѓето околу нас. Нека се прослави Твоето име, Исусе Христе.